Ви благодарам, почитувани колеги и вие представници присутни од владата. Толку бевте очајни дека не отпочнавте ниту еден свој проект веќе 6 години, односно не успеавте да проектирате и изградите ниту еден автопат, па одлучивте да си дадете шанса со тоа што ќе ги суспендирате сите важечки закони во Македонија и конечно ќе удрите лопата. За жал, лопатата се уште не е удрана, а граѓаните на Република Македонија се веќе должни милиони евра, кои што условно кажано до вчера требаше да бидат исплатени согласно тајниот договор. И ајде, секој капитален проект ја кошта државата, ама ова може да биде само капитален банкрот, за кој што граѓаните немаат видено никаков проект. Кукавичкото јајце беше снесено во гнездото на пратениците на 15.7.2021 година, тоест најпрво преку носење на предлог закон за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за градба на инфраструктурниот коридор 8 и 10D. Истиот по скратена постапка беше поднесен од 4 пратеници. Ке повторам, беше поднесен од 4 пратеници. Овој закон беше ставен на Комисијата за финансирање и буџет, иако тогаш немаше никаква финансиска импликација или конструкција, се со цел да се заобиколи целата процедура, мислејќи дека така, всушност, нема никој од владата да одговара. Сакам да потенцирам дека пратениците на ВМРО ДПМН не го гласаа ваквиот предложен закон, а со дебата укажаа на сите недостатоци, чиишто последици ги гледаме до ден денес. На 8.3.2023 година беше подпишан договорот од страна на Бочварски како министер за транспорт и врски, директорот на јавното предпријатие за државни патишта и конзорциумот Бехтел и Енка. Откако е подпишан договорот, има поминато повеќе од 45 дена, лопата се уште не е фрлена, а за пенали и аванси, за авансни плаќања, владата превзеле обврска од неверојатни 300 милиони евра до крајот на изведбата. Тајниот договор, иако се уште не е утврдено за каква тајна точно станува збор, буди сомнежи и недоверба кај граѓаните, особено заради тоа што станува збор за јавен интерес и за изградба на истиот, бидејќи се користат јавните, тоест државните финансии со кои што се плаќа овој проект, и сомнежот дека криењето на овој договор е всушност дека нешто треба да се скрие. Но некој помеѓу вас не е ваш и договорот веќе не е таен, толку таен, стана јавна тајна, па според информациите во јавноста на 8.3.2023 година, клучниот датум по кој понатаму произлегуваат многу обврски, кои што според пред се суштински и од кои што произлегуваат огромен број на финансиски импликации, а истите не ги зборувате во јавноста и не спаѓаат во вашата филмска проекција од 1,3 милиарди евра. Имено, и јас сакав да ми биде јасно, па ги поделив на аванси и на пенали. Првата обврска што државата ја превзема со овој договор е директна исплата на аванс во висина од 50 милиони евра. Тоа е дефинирано во самиот почеток на договорот, односно во рок од 45 дена од 8 март, од денот на подпишување на овој договор, државата треба на компанијата во форма на аванс да исплати 50 милиони евра. Втората ставка се 117 милиони евра, кои се однесува на дел од договорот наречен Constructor Establishment Payment, што значи подготовка на градилиште и припремни работи. Пенали ќе плаќаме 53 милиони евра, понатаму ќе платиме пенали заради тоа што до завршувањето на проектот
сме превзеле обврска за промена на законот за работни односи, која што не е исполнета, и дополнително предвидено е уште 900.000 евра да се исплаќаат секој месец поради тоа што не е променет веќе потенцираниот закон. Во договорот има точка и за менаџирање на проектот за 3 милиони евра. Тоа значи дека Македонија веќе однапред се задолжила, односно оваа влада се задолжила дека треба да плати износ од околу 300 милиони евра само по основ на пенали и аванси до завршувањето на овој проект. И затоа што Бочварски е единствениот кој што ставил параф и кој што ставил подпис на овој договор, ова пратеничко прашање сакам да му го поставам токму него. Сакам да ми одговори дали сите овие наведени суми се точни, сакам да одговори концизно и точно, и дали истиот знае што следува ако ја превзел ваквата обврска надвор од своите ингеренции и надвор од буџетските средства. И ова е прашањето за господинот Бочварски. Сите овие горе наведени работи, всушност оваа влада сака да ги скрие. Вие, представници на владата, го осудивте овој проект на недоверба уште од самиот почеток. Среќа што нема Министерство за транспарентност, но затоа има Министерство за добро владење, чија што министерка на 12.4.2023 година ќе каже, цитирам: "Јас не гледам причина зошто договорот да не биде објавен. Станува збор за стратегиски договор од национален интерес." Ова е изјава на вториот човек од СДСМ, госпоѓата Славица Грковска. Истиот ден портпаролот на СДСМ Дарко Каевски излезе со официјален став и кажа: "Договорот за изградба на коридорите 8 и 10Д ќе биде објавен и сите, апсолутно целата македонска јавност, граѓаните, новинарите ќе имаат можност да го видат. Тоа е обемен договор на некоде од околу 400 страни, така што секој ќе може да го види и ќе согледате дека во него нема ништо спорно. Како и дека овие дополнителни законски измени ќе придонесат за овој проект побрзо да се заврши и помалку да чини." Но речиси во исто време со изјавата на Каевски, вице-премиерот Артан Груби на брифинг со новинарите децидно кажува дека владата се обврзала да не го објавува договорот по барање на Бехтел и Енка, поради што документот содржал бизнис тајни. Шепкачите, свирачите и тајниот договор велат дека таква клаузула во овој договор не постои. Вчера министерката за добро владење ретерираше и не даде одговор на поставеното прашање, туку само кратко одговори дека во врска со таквото прашање ќе одговори премиерот. А премиерот потоа вели дека ќе го достават до собранието и тоа на увид на пратениците кои што поседуваат документ за државна тајна. Какво влијание е потребно за да имаме таква промена на ставовите на владата, предводена од СДСМ и ДУИ? Еден министер еден ден изјавува едно, друг ден друг министер изјавува второ, премиерот кажува сосема трето. И затоа јас би сакала моето прашање да го поставам до премиерот господинот Ковачевски. Кој е премиер на Република Македонија? Вие или господинот Груби? Ако сте вие, тогаш зошто не ја послушавте вашата министерка Славица Грковска, која што рече дека овој договор мора да се објави јавно, а го слушате господинот Груби? Ви благодарам.